Добро вечер, почитувани гледачи, и добро дојдовте во најновото издание на Фидбек со Ела на веќе 22 или 23, ако добро бројам, што значи дека напредуваме што се однесува до бројот на емисии и се разбира до сите оние коментари кои што стигнуваат до нас. Навистина ви благодарам. Што да кажам, освен дека 19 часот и 15 минути е терминот кога треба да бидете покрај вашите мали екрани, бидејќи следува уште еден час на добра забава, на одлични разговори, на одлични соговорници, на супер музика. И ќе бидам пресреќна, искрено да ви кажам, ако ние сме дел од вашиот вечерашен избор, телевизиски избор, бидејќи покрај тоа што сакам ние овде убаво да си поминеме, сакам дел од атмосферата се разбира да ја пренесам и преку малите екрани до вас. А вака ве гледам, мислам дека сте добро наместени и дека и вечерва ќе уживаме во уште еден час на добра забава. Нема да должам многу, имаме прекрасни гости, време е да ги представам. Останете со нас. Морам на режија да ја кажам, музикава или да ми ја смени, или ќе ме гледате стално вака како си играм, бидејќи ми е заразна и секогаш сакам така да си подрипнувам на музикава. Инаку веќе видовте за кого станува збор. Мојата прва вечерашна гостинка е една прекрасна дама, мајка, сопруга, пејачка со извонреден глас. Оној кој што бил на нејзините живи настапи, дефинитивно знае за каква енергија зборувам, а тој што не бил, дефинитивно треба да отиде и тоа најбрзо што може, за да не ја пропушти. Ја познаваме по почетоците од групата Багаж, како што и самата знае да каже, тоа беше мојата лична карта од почетокот, меѓутоа веќе долго време како соло изведувач и навистина жена која што знае во која насока оди и како тоа најдобро да го направи. Нема да должам многу, ја повикувам Наташа Малинкова. Добра ни дојде. Добро ве најдов. Прво, како си? Патуваш од Кавадарци или... Да, од Кавадарци. Значи, колку пати има до Скопје? Како? Колку пати има до Скопје? Колку пати? Еден час За пат. еден час. Добро, не е страшно да не те... Скопје, колку во влез у Скопје, па морам да движам. Од Скопје, за да треба да излезеш, ти треба исто така околу некои 45 минути. Така. На почетокот ги имаме оние прашања за да ве запознаеме малку од еден поинаков поразличен агол. Така кратки, ама сладки. Па започнете од Кавадарци или Скопје? Кавадарци. Зошто? Од секогаш. Затоа што таму ми е семејството, таму ми е работата, таму ми се роднините, фамилијата, пријателите. Родно место, дефинитивно тоа е тоа. Кавадарци, да. Никогаш не би го менувала. Тоа сум го кажала многу пати на емисија. Кога не си ти до мене или ако е грев што те сакам? Кога не си ти до мене. Добро, подрага ти е од кои причини? Дефинитивно сите песни ми се драги. Не знам, многу често и тоа сум го кажала, дека јас се гордеам со секој еден сингл што сум го издадила, меѓутоа, ако веќе морам да бирам, да, кога не си ти до мене. Добро. Соло или бенд настап? Соло. Со бенд имав долгогодишно искуство, беше преубаво искуство, меѓутоа сега периодов, тоест годиниве, веќе 15 години, не дека сум соло, меѓутоа сепак редуциран бенд, ајде ќе кажам, јас и мојот колега Столе на гитара. Да, Столе, го поздравуваме Столе затоа што навистина секогаш ще прати. Не, сме тандем и нема тука кога станува збор за една убава енергија и кога станува збор за како да кажам за семејство, фамилија, јас многу често знам да кажам дека Столе мој брат. Да, верувам дека е така и делувате искрено и на сцена и секаде. Сега, настап во помал клуб со помал број на публика или некој енормно голем концерт со илјадници публика? И едното и другото има посебен драж и една убава енергија, меѓутоа не дека не сум настапувала, сме настапували на пред 15-20 илјади луѓе публика баш на оние наши манифестации во Македонија кои се одржуваат дали по Стармелијада, у Штип и во Велес, сега се сеќавам прво на памет што ми паѓа, да, меѓутоа сме били во клубови каде што можеби ете помал број, али оној кафич момент и таа една интимна атмосфера која што можеме да си ја
да ја уживаме ние, а и публиката, и како они се опуштаат во такви помали места. Поблиски сте, искрено, да, поприсна е целата има исто преубава енергија, да. Ситуација. Да. Супер. Бионсе или Аријана Гранде? Бионсе. Добро. Аријана е на ќерка ми. Да, поделени сте. На малата. Да, ја обожава, јас сум. Кажи ми, Лени Кравиц или Руби Вилијамс? Лени Кравиц. Дека е Лени, не за друго. Не знам, Лени е Лени. Така. Роби Вилијамс е истоврвен артист, меѓутоа меѓутоа, Лени треба Кравиц. да Сум се била одбере. 2 пати на Лени на концерта, на Роби не. И јас. И во Охрид Јас бев, и бев во и на Роби Скопје. Вилијамс во Белград. Не Одличен, бев на значи многу е таков Едва чекам да излезе сега новиот филм, кај што е анимиран лик Манки и многу сакам да едва чекам да излезе да го гледам, да видам што направиле. Креативно. Кажи ми, еве јас те прашав за некои одредени пејачи и пејачки. Кој е твој омилен пејач или пејачка од светски размери? Од секогаш, уште како дете, Витни Хјустон, Мараја Кери и Селин Дион. Селин Дион е мојата учителка, од која што учев и од која што научив многу и до ден денес колегата многу често знае да ми каже користиш се уште такви фрази, знаеш, тоа кога ќе ти легне, кога си го учел, баш тоа се пеачките од кои што учев и дефинитивно сум пеела многу песни од Те неа. понудивме со кафе, рече не пијам кафе веќе 7-8 месеци, а ќе те прашав дали изборот е меѓу кафе и чај. Чај. Добро. Омилена дестинација за патување? Многу сакам да патувам. Реално немам нешто многу време, меѓутоа се трудам да си најдам во годината барем 2-3 пати да патуваме. Не знам, секоја една дестинација во Европа ми е фейворит. Италија ми е така, издвоам Италија. Добро, е кога би требало да избереш помеѓу планина и море, например, што би бил избор? Леле, и тоа. Меѓутоа, ајде, летно време море. Доаѓа лето, мислам дека може и мора. планина, да. Дефинитивно и двете. Добро, и ајде да речеме како последно прашање, омилен дел од денот. Утрото, кога го пијам чајчето, сама, со себе, на тераса, сега посебно овој период од годината, кога е топло, кога е пријатно, кога имаме изгреј сонце, нема поубаво со самата себе, дефинитивно. Барем 1 или 2 часа сама со себе. Ни дете, ни маш, никој да не ти Ништо, смета. децава се, да, големата веќе не е тука, во Скопје на факултет. Малата е, да речеме, кога е на школа, на училиште, меѓутоа, како и да е со самата себе. Нема поубав период од денот кога Верувам дека така. сакам Утрото, да кога се поминам. буди денот, искрено јас го сакам. Порано можев да кажам, јас се уште сум, се уште сум нокина птица, во смисла 7 до доцна, меѓутоа ако треба да одберам помеѓу утро и ноќ, мислам дека ќе го одберам утрото. Леле, јас затоа што сум нокина птица и затоа што премногу сум. Да, добри со настапите и со се. Да, до доцни часови, дефинитивно утрото ми, а сум равнобудник и многу малку спијам. И станувам многу рано на сабајле и баш тој период... Види како со малку сати спиење добри сме. Добри сме, да. Оливер, добри сме? За со малку сати спиење? Многу убави сте. Многу убави сме, биле, тоа е тоа. Господ здраве да им даде на овие што шминкаат. Да. Така. Ната ти благодарам, сигни си на позиција, ќе продолжиме во вториот дел. Да ви кажам, право се мислев каква најава да кажам за мојот втор вечерашен гостин. Јас би рекла еден сестран музичар, заради тоа што јас лично така го доживувам, меѓутоа не само јас, туку и светската публика. Реално контрабасист, инаку колку што видов магистар по тонска и музичка продукција, а сето тоа многу добро може да се забележи по неговата продукција, во песните, во номерите и во музиката која што ја создава. Човек кој што првично беше дел од Фолтин, меѓутоа веќе долго време функционира со неговата љубов наречена Љубојна. Можеби затоа и се вика Љубојна, гледаш? Автор, композитор, продуцент на многу, би рекла, проекти, на многу театарски представи.
човек кој што веќе не знам ни како да го најавам, затоа ќе го викнам за да почнеме да се зборуваме, да можеме да си кажеме, затоа што ако треба ваков тип на луѓе да најавувам како него, па и како Наташа, мислам дека една емисија ќе ми треба само за да ги опишам што се работеле и како работеле. Како и да е, Оливер Јосифовски го повикувам. Ова моја вака се специјална витка, како ти? Драго, добар. Многу ми е драго што конечно се договоривме всушност да се видиме, пред Нова година бидејќи се од бркав. кога се бркаме? Да. Од многу одамна. Под пред Нова година. И па ти многу патуваш, не сум тука, имам представа, имам ова, имам добро, тоа. тогаш беше гужва. Така. Добро. Ајде на почетокот на неизбежно прашање, Битола или Скопје? Ево типа Битола или Скопје. Па не знам. Например, Њујорк или Париз. Ајде, Њујорк или Париз? Па, сега последно време некако, ама добро, ова е подножичка и е уствари подкаст на Париз, некако Брисел така е фино спакован, не е тие интересно. големите гужви. Париските еме француски, фламандски нешто. Уи, знаете нешто на француски? Сава. Само малку. Бајр мало или недопирливи? Сега битолското, Бајр мало. Бајр мало, Има добро. многу музика, има многу живот и така има се од тоа што треба. Ги има сите зачини на едно цело живење. Така, кафе на Широксокак или чај во Скопска турска чаршија? Чај во Истанбул. Да, може. Еве, третата опција ја бираме. Чај во турска чаршија во Скопје. Океј. Јас пошто кафе не пијам, тоа го знаат сите и нема да ми замерат. Не сум кафеџија. А зошто? Не знам, не се научив. Не ти Не се одговара. научив на време и сега беше Јас се не сум доцна. никоја многу кафеџика, ама така повеќе ми е како ритуал. Ајде кафе некој да испиеме, Да. па не е толку потреба колку што е ритуал. Ма добро, јас почитувам пошто има луѓе кои што пијат по 3, 4, 5, барем што тие што свириме заедно и тоа е многу Ама после интересно. вака се тресат. Не, викаат, а сега викам, шалам, кој се ти е шалам. трето? Аха, викам, уште колку па, уште 2, добро, викам, значи, на следната бензинска кога возиме да има. Ке се застави. Ама тие се интересни што пијат кафе затоа што имаат ритуал и да речеме и таму кај што не се пие кафе, во Битола многу се пие кафе и тоа е многу убаво. Толчани се познати по кафето, Да. апсолутно. И сега тоа е супер. Мислам, се пие секаде, ама Битола се пие кафе. И сега стануваат сабајле, кога одиме по турнеи или стануваме сабајле во 7 за треба да стигнеме до следно место или до аеродром. И тоа е една паника, чеки се вика, човек, што прават овие луѓето во 7 за да не пијат кафе? Како и тоа тоа? до 11 важи, до 12, до 2. И така да, кафето е една вака. Добро. Театарска музика или етно джез, да речеме? Па театарска, целото тоа е една музиката е една прекрасна информација која што доаѓа и некако блешти од нас и се отсликува, така да е едното и другото има една голема магија. Театарот, музиката во театарот е еден невидлив парфем, а пак музиката на сцена е една друго задоволство, има Да, една верувам дека друга е. љубов е, да. Верувам дека е така. Дали повеќе уживаш во процесот на создавање на музика или во производот? Најмногу во процесот на создавање. Најмногу. После тоа сум спремен секој пат да го растурам некако така. Така. Како баш како на плажа кога траат едни замоци. Да. И многу после долго нека време, плуф, и после викам, ајде доста. доста е. Дај сега да видиме друго. Тој процесот од да видиме друго до создавањето тоа е Тука е магијата всушност. магијата и тоа е едно барање пак во себе си, пак едно почнување од почеток, пак почнување, пак наоѓање нови работи, прочитување на истите работи по кој знае кој начин. Имаме една нова изрека за мене, која ќе ми каже сега ќе одам во Њујорк. Добро, што ќе правиш во Њујорк? Па истата таа работа која што ја работам, ќе ја видиме до една друга точка. Така. Само тоа правиме, уствари ние. Јасно, кога би требало да одбереш за настап, твој настап, ваш настап во Македонија и надвор. Јас знам дека е различно, Да. но се уште постои на правилото многу потешко е да се успее дома. Зошто Да. е тоа така и зошто се уште важи тоа правило? Па затоа што луѓето секој ден те гледаат кај што си купуваш леп, кај што Да. си
кај што купуваш моркови. Ама му си звезда, доаѓаш на сцена на и си... друга страна вика се зафркавам, да, често пати кажува луѓето кои што мислам имам пријатели по Америка кои што живеат во Њујорк и каже Девид Бови на улица го сретав, омилената фурна кај што се пазар. Веројатно тоа е направено така за да можеш да бидеш нормален човек. Да можеш да Твој омилен пејач или пејачка? Пејач или пејачка. Или во различни периоди, различно многу. Знам дека е тешко да се одбере. Да, луѓе кои што се занимаваат со музика од таа страна кои што прават музика и ние кои што ги гледаме и обратно е многу голема една тајна веза има, едно облаче кое што не поврзува, но тоа е да речеме, не знам, за секој пат еве јас стално го Стинг, например, ми е дел од целото мое една линија, од целото мое едно Така, на една константа, што ви се рекла. Да. Така. Умилен концерт? Твој. Свирен или гледан? Твој, свирен. Со омилен концерт. Многу се, знам дека се многу е тешко да се многу е тешко да се издвои. Не дека се многу, се да речеме сега во Брисел пред недела и по недела имавме концерти во неколку града, последен беше во Брисел и во Белгија во неколку града, последен во Брисел и тоа беше во еден клуб кој што беше за 200 луѓе и беше неверојатно топло, добро и луѓето знае, имаше значи луѓе кои што си купиле карта. Не беа само луѓе кои што ги знаат нашите песни, кои што живеат таму, македонци, него луѓе кои што ни не просто си дошле на концерт некаков. Во еден стар джез клуб, Sounds се вика. И беше преубаво, еве, тоа беше многу убаво. Па и некои танцуваа, па се качеа на сцена да танцуваат, па долу пред стеч. И после, тоа беше многу убаво. И добро, имаше еден бис, уште еден бис и тоа веќе требаше да се заврши и ние не завршивме и јас полека и оркестарот се исклучивме, публиката си остана да си пее еден мотив од песните со на-на-на-на. Аха. И на-на-на-на, полека се исклучат на и ние застанавме, слеговме долу и тие си пееа. Уште 5 минути не дојдовме по пијачка, си седа и си пеја. И викам, вау, тоа се тие убави моменти. Да. Кажи ми, а најдобар концерт што си го гледал? Па имал многу концерти кои што ти оставил впечаток? Па добро е да речеме од Стинг кога беше во Борис Рајковски. Да, супер. Се гледаме на позиција. Thank you. Вака ми фала то ние. Кај си ве бригначе ние со гушкалата. Како што си се изгушкав и со моите со нашите вечерашни гости, да ти да гушнам и тебе, ти не си ми гостин, ти си ми веќе тука домакинет. Го слушаме Јан Пули, оддамна го немавме слушнато, меѓутоа Оливер не подсети на песнава и фала ти, Оли, балалда ти е. Онака летна, фина, за саботно вечер, убава песничка, лепота. Ја примам нарачки. Ти примаш нарачки, колку треба ти залепиме после? Ке се договориме после. Слушај, Оли, под 500-ка не примал. Под 500-ка. Само 500-ка се лепел. Не, 500-ка. Многу мила, дај 100-ка може. Не мислам да поише. Која 500-ки со колку нули? Да, во право си. Јакова, така може најубаво. Код која боја? Многу често го прашувам каква музика ќе слушаме. Денеска ми рече дека полетна ќе бидеме ориентирани. Да, пошто многу го сакам летото и веќе доаѓа лето, го осеќам. Со дождови ептен сме лето, ама добро сега, се осеќа, има тука е сонце негде. некош. Тука е негде. Да, тука е негде во близина. Неделава беше навистина промидлива. Сонце, дождови, облаци, сонце, дождови, не утапа времево. Ама вајде ќе се реши веќе конечно да изгрее сонце. Добро, твојот избор го знаеме за вечерва, да ги прашаме гостите каква музика слуша? Па може. Кога
кога сте по дома, кога сте во кола, што музика си слушате? Онака необавезно, кога се туширате можда. Јас за сите работи што ви кажа, различна музика слушам. Кога се туширам, знам да слушам Нина Симон, Нора Джонс, додека се шминкам слушам и Майкл Бубле и Нора Джонс ми е фаворит. Си имам даунлодирано цели концерти и тие лайв варијанти што ги имаат ми се преубави. А дома кога си готвам па слушам радио и у кола слушам радио, да. Нормално. Оли, кај тебе каква е? Па јас се сетив на еден графит во Битола, беше многу убав така за време на короната излезе. По дома джез си слушаме. Таков графит имаш. Суба. Или джез по дома си слушам. Браво. Ете, Не знам за кој беше упатен, ама многу вака. Може тебе ти го пишале. Ма мене. Супер. Јас поп джез обожавам, да. Се гледаме мисли за после прашање, јас секако си сиднувам кај моите гости. Еве вака и на публиката да им се обратам дека навистина ми е многу драго кога имам едни вакви убави гости во студиото на Фидбек. Повторно ќе кажам, тоа е всушност мојот фидбек, кога вакви прекрасни луѓе и професионалци едноставно ги имам овде до мене и ќе се зборуваме на многу теми. Ви благодарам уште еднаш што дојдовте во Фидбек. Благодарам и вам на поканата. Фала ти многу на поканата. Таман работа, задоволството е мое. За почеток на неопходно прашање, кое што секогаш ми се наметнува за кој да е гостин, и всушност како започнавте со ова што сте денес, како воопшто се врзавте со музиката и од кога датира таа љубов кон музиката? Па, например, јас не се сеќавам кога тоа така станало. Кога била врската. толку, Не, кога била врската, пошто кога ќе се враќам наназад, толку колку што можам да се вратам. Назад, значи тие се некои 3,5-4 години, сеќам дека имаше многу музичари тука во собата и дека сте свираа јас слушав или и јас свирев. Сега, например, се сеќавам, сега, например, ми е многу типично тоа дека, уствари, јас ништо друго не знам да работам и кој ќе се потрудам нешто друго да правам, тоа ми одзема многу сила, многу енергија и човек треба да се препушти да си го прави тоа што најдобро си го знае и умее се служува. Супер, Улија, каква е, Наташа, со тебе ситуацијата? Како започна твојата приказна? Кога ќе се вратам наназад, на мои 14 години почнав да работам со музика, односно од стварно мала знаев што сакам и знаев дека дефинитивно сакам да пеам. Кога ќе ми текне на сите оние приредби, на настани кои што ги организиравме уште во основна школа, ја од 2 години, мојата учителка, таа основа и база која што ми беше, ќе се потсетам на неа, ќе извадеше едно бомбонче од джепот, од кецелите, нели, тогаш носеа кецели. И ќе извадеше едно бомбонче, вика, ајде Наташа, и на часот по музичко ја пее бомбонче. Она детската бомбонче. И тоа беше така еден момент кој што ме натера и не знам, нејзината како педагог беше многу мотивирачка да ја уствари го правам тоа, а знаев да го правам, реално, уште од мала знаев дека тоа го сакам. Меѓутоа, после тоа, веќе на мои 14 години па и нагоре, веќе се уклучивме во многу манифестации. Да, и од тука се започна. Кога не би биле музичари, добро го начна Ули муабетот, кога не би биле музичари, можете ли да се замислите во некаква друга професија? Сум пробала јас да работам и други работи. Учев медицинско, многу ја сакав медицината во Битола. Така. А затоа ти ви тоа ме праша. Добро, така да. Оли му реков. Викам, Битола е мој втор роден крај. Добро. Да, медицината беше моја професија во тие адолесцентни години или тинеџерски, како да кажам. Музиката дефинитивно и сега во поново време, последниве 20 и нешто години, мебелот. Дизајнирање, интериер дизајн, имаме салон за мебел, каде што сум 24/7 активна. Браво, па така треба, значи гледаш, те гледаме веќе во друга професија. Креативниот момент од секојаш ме влечел, а и уште една работа што не ја спомнав е тоа што пред неколку години шминкав.
Кај сестра ми во Па секој вечер сама се нашминкав, секоја чест. Да. Браво. Сега нема време. Не, супер си. Ули, ти рече дека нема шанси нешто друго. Па не, добро, се загледувам по разни професии. Се загледувам. Се загледувам Се пробуваш. да, затоа што околу нас, да речеме околу моите деца, нема никаков не постои друг канал освен Kitchen 24. И тоа е толку заразно едно цело доживување, една цела наука е тоа. И така некако го прифатија, специјално малото дете. Кој убав стварно канал, 24 Kitchen, но Феноменален. се готви па. Па тоа него ги спомнав, Екзотични, па колку уживам кога го правам, тоа ме Тоа релаксира. тргнува одедно и така да тоа и исто правењето на вино многу ме интересира. Тоа ме потсеќа на деновите кога во Битола имавме, дедом имаше лозје и во голем период од годината одевме на лозје, одевме таму, јас таму сам. Ти си само за кај нас. Да, така да сум за Кавадарци. Ама вие да си ги смените вака градовите. А ти си само за Кавадарци. Па имам двајцата во Скопје. Имам пријатели Не многу сум. во Кавадарци и ти кажа, баци, што да си доеш тука? Шо знаеш тука ќе направиме по едно вино? Ама добро, тоа е голема, тоа е мислам тоа е. Добро, тоа е цела голема наука, тоа е тоа е цела голема наука, наука. Или како што викам јас, ама тоа го кажам во друг контекст, или за контекст за музика, или за контекст за тоа е за лозје и за винарство. Вино, љубов и музика. Да, тоа е Најдобра убаво, комбинација. но не е но љубовта кон виното има некој што сака да го пие, има некој што го познава, а има луѓе кои што го прават. Тоа е сега дефинитивно не е тоа за некои луѓе кои што мислат дека копни земја, стави гранче, пие вино. па пи вино, не е така Не, точно. така, Тоа е да. цел процес, тоа е цела наука како што Една голема, кажавме, да. Меѓутоа убаво е, да. Сите ние претпоставувам дека не постои човек кој што едноставно не може да ужива ако ништо друго, барем во една чаша добро вино. Да. Со добра храна, ти ми рече дека готвиш, Оливер, ти Јас исто така многу готвам. значи љубиш да готвиш. Да, имам Браво. така се загледувам баш по Убаво. Сега вака, имаме повторно- заеднички пријатели кои што исто така Да, кои што многу добро готват. Да ги затоа поздравиме. Ги поздравиме, знаат кои се. Знаат кои се, нема да ги спомнуваме. Инаку, ме збуни сега, гледаш ми направи боја тоа. збрка во главата. Не знам. Знаеш ти. Двајцата сте професионалци, повторно ќе кажам, во тоа што го работите. Меѓутоа, за да се биде успешен во нешто, секогаш треба да постои, пак ќе кажам, нешто што ве издвојува од останатите. Има пејач и пејач. Сега зборувам и во светски ранг, на светски ранг и овде. Има музичар, има пејач и така натаму. Што е тоа што треба еден музичар или еден пејач, изведувач, да го имаат за да бидат успешни, за да бидат слушнати, за да бидат препознаени? Што мислите вие? Па треба многу голема љубов во тоа Љубов што се се прицел, прави. верувам. Да. Покрај талентот. Талентот, рековме дека тоа е треба да се има преселено духот на Да. некој кој што те води и е музика, да. Љубов, меѓутоа најбитната работа е доследност, дисциплина, Верувам. да, и отвореност, и искреност, и сега натаму треба да се спомнат сите тоа. И на крајот тоа станува една голема борба со себе, борба со пошто кога зборуваме за уметност, за култура, за музика, за музичка фраза, за отпеана, отсвирена музичка фраза, измислена, слушната од друг, отсвирена. Тоа е една цела посветеност и една цела голема, тоа се страници превртени, препрочитани од почеток. Станува збор за една голема доследност, ете пак, ајде ова, чекај ова. Ова не си го слушнал сам себе си, или некој друг ќе ти напомене, додека учевме често пати, анализиравме. Мислам, ние цело време учиме, музиката е тоа, дека цело време се заслушуваме по некои фрази кои ќе слезиме во туѓа железничка станица, од друг аеродром, во други народи, во други држави се заслушувам јас за фрази некои
кои што не сум ги слушнал, за ритмови кои што ќе ме снајдат, за вкусови, за мириси, и тоа е целата таа една цела Да. приказна позадина Да. има за тоа. За мене Сметаш ли, тоа Наташа, дека треба да посебно изведувачите да имаат нешто во себе? Она X фактор што често Дефинитивно. знаеме да го кажеме, кој што никој не може да го дефинира. Па тоа е што тој е? X фактор, значи самиот талент што го поседуваме е дар од Бог. Значи зошто секој не може да биде пејач, Така зошто си е. секој не може да работи или некоја друга професија. Меѓутоа ретки сме, реално ретки сме, а според мене ќе се сложам со Оливер, дисциплината, прво талентот, дисциплината, работа, Многу убавна работа, така. креативност. Значи тоа се навистина многу доблести кои што ги поседуваме, ајде како музичари или пејачи кои што и треба да знаеме и како да ги искористиме. Публиката многу цени искреност, публиката знае да процени и да процени вистинско пеење од срце. И јас си била на мој настап, знаеш точно како го правам тоа и навистина пеам од Затоа срце. реков, кој не бил подитно треба да го направи. Добро, ти благодарам, меѓутоа не дека нешто се фала, меѓутоа стварно така ја доживувам. Значи пеам од срце како да ми е прв и последен пат, реално. Кога човек се троши, се кога дава јас, на всушност, сцена. да, го правам тоа на тие, ајде да речеме 2 часа настап во било кој локал, луѓето го препознаваат тоа и ти враќаат фидбекот нивниот тоа што или ракоплескаат, те поздравуваат или има и овации. Доволно што пеат заедно и со тебе. доволно што пеат, точно тоа сака да го кажам. Значи нема поубава магија во тоа, сето тоа. Тоа е најголемата награда Се служува. за трудот на нашата работа. Претходно вечер. го начнавме муабетот со Оливер, меѓутоа некако ми се намитнува повторно прашање. Грешиме ли некаде кога кажуваме дека јас барем сметам дека немаме доволно концерти во Македонија на нашите македонски звезди, а не е дека немаме пејачи и не е дека немаме изведувачи. Каде ја посочувате вие генерално грешката? Затоа што, пазете сега, доаѓаат балкански звезди, доаѓаат не знам какви Маркетингот. звезди кои што полнат по 5 сали одеднаш. Зошто Маркетингот. ние тоа не го правиме? Немаме продукции, немаме таков маркетинг како што имаат тие се и многу повеќе народ. Македонија е навистина многу мала, многу мал пазар. Ако ви кажам дека јас по пола Македонија не ни работам. Во пола градови од Македонија не работам, затоа што се мали места, затоа што можеби не можат веројатно да те платат и така натаму и така натаму. Значи има многу градишта каде што не работам. Не сум работела, можеби некош, меѓутоа последниве Так, години не. во И последно тие време се неколку градови кои што ги работиме, а реално во месецот знаеме колку работни денови имаме у однос на ноќни забави, ноќни свирки. Тие се 2-3 дена во неделата, дали се обично толку, викенд некогаш е викенди тоа. се, да. Немаме манифестации каде што можеме да се појавиме, порано имаше, меѓутоа сега нема. Немаме фестивали реално. Да, баш Значи на следното вистина прашање ќе ми немаме, беше за маркетингот фестивалите. е најголемата Значи тука пречка, сметаш можеби, дека е грешка, да. Уле? Дефинитивно. Па, мислам дека не успеавме да направиме еден систем и една мрежа да се постават да се постават линиите, постулатите, значи да се постават правилата на игра, како ќе изгледа нашата култура во новата држава од 90-ти наомо. Сега тоа има многу да се зборува, како што има и многу да се прави, но најдобро е да се тргне да се прави пред А најважна наука да, културата. сега најважна е, да. Најважна наука. Најважна е, Како ние се најдовме затекнати изненадени од многу влијанија кои што се околу нас. Нашите медиуми и нашите телефони се нашите медиуми. Целата целиот наплив од многу музика, од многу рецепти музика, без систем некако ни направија една голема Значи кој хаос каша, нешто. да. Не знам Да, зошто тоа е некој наш вајда синдром каде што не си го почитуваме нашето, повеќе внимание. Затоа и претходно ги го поставив прашањето. Да. Правевме муабет нели зад камерите. Значи јас и со колегата правевме муабет дека ја на настап гледам да што повеќе време обрнам внимание на македонската музика. Значи ја пеам поише од 1 час македонска музика. Па дали им се допаѓало или не, јас знам дека они се чекаат некоја песна од
XU и од немам поима кој, ајде сега да не именувам, меѓутоа и јас најмногу внимание посветувам и тоа го пеам со цело срце, со цела душа, затоа што има преубава македонска музика. Мислам, за тоа кажувам се затекнавме неспремни на термини, на територијални термини, а не на музички жанрови, на квалитетна музика или на музика која што е традиционална музика, не знам, од Перу, од САД. Баш така, Така, да, од да, Бразил фала или таков така. тип на фестивали, на Да, концерти, на... Добро, имаме неколку малецки фестивали, имаме два поголеми фестивали во Скопје за джез музика, за world music. Меѓутоа, сега информацијата многу брзо патува за да може да правиме ние муабет зошто не сме се снашле пред 10 години да направиме убава музика што ќе ни трае и да направиме сцена и продукција која што ќе биде скапа, која што нашите следни генерации ќе може да ја препознат. Да, таа, нели? За да не сега гледаме по туѓите канали и по туѓите продукции како тоа изгледа и не изгледа тоа воопшто лошо, мислам луѓето кои што ја прават новата музика, балканска или како и да ја наричаме, да. Таму се вложени многу големи средства, да. Тука е, добро рековте, и продукција, и маркетинг, и вложување и на државата, и на се. Стварно мал пазар сме, многу мал Да. пазар. И имаме многу изненадувања, тоа имаме многу неочекувани капки, мислам, паѓаат метеори, каква музика и каква тема. Се има музика, различни музики, мислам, има една музика само кај што имаше некој твит, не можеш да го чуеш како пеам, можеш да го разбереш како звучи. Нешто како беше тоа, Реално и нашиве, и дел од нашиве артисти и колеги мои го користат као некој нов стил, а уствари Да, многу е тоа чудно. И јас сум поборник за точна дикција, точно пеење, изразување, меѓутоа ајде. Тоа е стил. Да, стил е тоа, се супер. Малку нешто поразлично. Да. Меѓутоа целата работа што ние сме малецок пазар, имаме автентични работи внатре. Зборувам од култура, од јадење, од рецепти, од специјални вина. Да, баш сме специфични. Имаме од облеки во целото ова постоење, а немаме ништо искористено од тоа. Така да малку ми е цело време малку ми е жал за тоа. И за тоа сме пробале да направиме многу во таа традиционалната музика за да излези напред пред нас за да види ова наше, ова многу убаво. Мене ме фасцинира моментот, македонска музика, посебно оној или 7/8 так кој што го гае нашата музика. Колку се на страна воодушевени од нашиот ритам, од нашиот етнос, од нашата музика и слично. И мене всушност ме боли тој факт што некако овде не можеме да го препознаеме тоа, меѓутоа многу полесно се препознава во светот и се вреднува, ајде. Како да го кажам тоа? Затоа што е автентично и затоа што е како што ние знаеме да речеме на латино знаеме да играме и да не расположи така. Тоа се стилови, тоа се автентични ритмови, како да кажам, на различни култури. Да, си го сакаме, зошто да не си го сакаме нашето? Кога идете на свадба, што слушате? Така си е. Седомосмински такте нешто што најмногу Многу ме радува ќерка ми, пошто свири на тапани, е така. Браво. Don't touch me, така, не ме гледај, не ништо, и каква музика слушаш, ништо. Меѓутоа на свадба која ќе дојде прва е така облечена, многу интересно, такво авангардно. И која ќе дојде на свадба прва се фаќа да игра оро и тоа толку интересно изгледа. Толку е интересно тоа целото, викам бе како да, убаво е. Добро, одевме и говорна порано, тоа ни беше, мислам, тоа беа... Супер е тоа, да, супер е тоа. Некаде, на образование. Така е. Извини што те прекинувам. Се сложувам со многу со тоа дека знаејќи една музика да ја свириш, мораш да знаеш и да ја танцуваш. Тоа важи за од свинг ерата, од рок н рол ерата, од бразилски, од латино тоа. Танци, како што ние тука одиме по светот секаде, одат има веќе
Има хорови кои што пеат балканска музика, има хорови кои што пеат точно македонска музика, кои што пеат точно со зборови, не знаат што значи, но пеат. Ама убаво Но пеат, има хорови, да. има кои што играат, мислам, останато и уште од 60-70 години. Еден од најголемиот промотор Пеце Атанасовски, што свиреше на гајда, кој што беше од Пелагонија, имаше многу училишта по светот, во Јапонија, кај што тоа беше многу интересно, како јапонци излегуваат, како играат, како овие свири на тапанот и играат. Мислам, тоа е феноменално. Да, значи Сето пеат народна македонска музика, Браво, пеат браво. песни од Тоше. Има, баш да, онака да. светски кои... Цира светот на таа убавата Музиката Бранова нема долина. граници, Се сложи. тоа е, Да, е сега. тоа е еден јазик за Да, сите. треба да ги најдеме правите клучеви за да бидеме дел од тоа. Да. Пред да продолжиме со разговорот, јас уште вчера кога се слушнавме и побарав по една песна на двајцата. Оли, твојата песна, јас таа што бендеса беше 60.000 60.000 јајца. Јајца. Многу интересно. 60.000 јајца и ќе ја замолам режијата да ни ја пушти таа numera, па ќе се вратиме да Да не е долга, продискутираме малце. концертно, ама не, мислам дека тамам. Ќе си се снајдеме ние. Добро.
Прво ме фасцинира моментот на контрабас. Како го држиш? Не ти е тежок како инструмент? Не, ама тој не тежи воопшто. Затоа Тежи што е само кога се потпрен, носи. така? Да. Добро, како го носиш? Па како го носам? На грб, на раце. Не, има посебно, па добро, кога сакаш нешто гушкаш и кога гушкаш нешто не е тешко да го носиш. Да. Полесно е за носење. Да. Да, тоа е стварно инструмент кој што Шувала вибрира. црвена кошула имаше на спотот. Ама таков сицилиот се пициката. Нема тука од секој ти бил посебен стилот. Не, добро. Нема тука муабет. Како да не? Кажи ми само 60.000 јајца ми рече дека е специфична песна бидејќи е посветена на што? Таа е тема која што е врзана за 60.000 јајца, значи е врзана за саат кулата во Битола, саатот во Битола популарниот кај се чекаме вечер ќе излегуваме кај сато, да, кај сато се чекаме. Саатот е направен пред 2 века, нешто така. Ке безистено ке сато и е направена со 60.000 јајца, значи собрале луѓето 60.000 јајца во Малтерот. 60.000 јајца од за да тој трае, тоа е оригиналната градба од кога е изградена. Ама тоа е вистина? Највистина. Ова прв пат го слушам. Луѓе се надевам и вие. Ето дека во саат кулата има 60.000 јајца. 60.000 јајца има во Малтерот и во целата тоа здание. Сега тоа вака многу едноставно е, пошто ние сме на кратко дојдени на планетата. Меѓутоа, има така спомениците како тој, например, кој што ме фасцинира, тоа трае. И јас за да се судрам, сум го заборавил тоа, значи сум го заборавил сатот, и за да се судрам одно на сонет, сум ова, озбилно е овде. Некој го направил и не паѓа. И не паѓа. Да, јајцата нели се стават за да залепат, некогаш се како види како порнишните куки со камени, со глина, со некои гипсови, со што се не. Тие куки се уште стојат. Интересна нумера во секој случај. Така да 60.000 јајца е посветена на саат кулата во Битола. Само на кратко, кажи ми што во моментов работиш, со што најмногу се занимаваш? Во моментот работам музика за театар во театар комедија, на 22 ќе имаме премиера. Добро, ете Наташа, кај ќе одиме на премиера? Добро. Може да дојдете, ќе биде многу интересно. Ја веќе резервирав карти за на 20. Па тамаме, значи за нова. Добро. 21 пред премиера. После, значи, Александар Кардалевска работи представа, секс, лаги и главоболки. Аха, и ти ја правиш музиката. Добро. Да, има музика внатре која што ја измисливме, ја стокнивме се, ја спастривме. Иначе сега ќе за ден-два ќе го правиме материјалот со 60.000 јајца. Всушност тоа е еден нов материјал од една многу ми интересен наслов. Со внимание го слушам. Да. Тоа е еден материјал кој што претходнава година дена го снимивме, уште малце во август, уште една година ќе биде. И заедно со неколку луѓе кои што живеат во странство. Еден од нив е кларинетист Исмаил Лумановски, кој што живее во Њујорк, па Алек, кој што живее во Торонто, па Даворис во Торонто, па Филип беше во Хамбург, во комбинација сте. Така, јас од тука, така да е еден материјал кој што е многу интересен, многу возбудлив за нас, кој што ние го работевме, го снимавме и сега ќе го пуштиме да се штампа на винил. И еве правиме муабет, кај да го штампаме, па таму во Холандија, па најдовме комши многу блиску до тие. Тие ќе ги земат плочите, ќе го викаме, супер, така треба. Така да тоа, друго патуваме, свириме наоколу и се радуваме на Браво. Живот. Наташа, да. Знам дека подготвуваш нова нумера која што треба да излезе за некој ден. Ние се разбира премиерно ќе си ја пуштиме овде и во фидбек. И ќе дојдам пак на гости. И па ќе дојдеш нормално. Јас овакви убави гости сакам и репета, не може само вака наеднаш. Но она што сега ќе го слушнеме. Па добро, таа постара тема. Се што ми зема. Се што ми зема, добро. Така се викаше? Песната од Макфест имаше друг работен наслов, после тоа ја го сменивме насловот и ја направивме малце ремикс варијанта. Ти 3 наслови ми кажи, без дури, се не знам кој наслов да го кажам. Добро, како и да е да се фокусираме на новата тема, да, за некои 15-20 дена ќе имам нов сингл, станува збор за една темпераментна, убава пролетно-летна тема, нешто слично на Грешка и ќе ни требаше време баш преска не се надоврзав на муабетот кога сакавме да правиме
нов сингл, јас стварно не знаев што да правам, не знаев кој стил. Затоа што сме преплавени со многу стилови и знаеш како сега, да, јас имам мој стил, си имам свој правец, меѓутоа знаеш како се ајде да фатиме некој нов тренд и си викам, дај бе, столе си го правиме тоа што најдобро знаеме да го правиме, тоа е таа поп рок стил и тука се држиме до тоа. Ова ќе биде малце и твист, че е интересно. Интересно и преубаво. Многу меѓу време ја слушаме по старата номера, која што ќе видиме како се вика, затоа што 3 пати ја најави. Режија може. Ако љубовта е ден, тогаш ноќта моја тага е. Ако денот ми е ноќ, утрото ко касна е. Кога прашуваат за тебе, тоа боли најмногу од се. Кога сонот ми е јаве, стам јас нема назад, не. Се што ми зема, никогаш нема повторно друг да го добие. Се што ти дадо и среќа и радост заедно тонат со мене. Залудно сега молитва пеам. Утеха нема ни на небо ни земја, лукава да ја сокрие. Дали сонот има крај, времето ќе покаже. Дали љубовта е миг што во секој од нас живее. Кога прашуваат за тебе, тоа боли најмногу од се. Кога времето си оди, знам јас нема назад. Се што ми зема, никогаш нема повторно друг да го добие. Се што ти дадо и среќа и радост заедно тонат со мене. Залудно сега молитва пеам. Утеха нема ни на небо ни земја, болкава да ја сокрие. Се што ми зема, никогаш нема повторно друг да го добие. Се што ти дадо и среќа и радост заедно тонат со мене. Залудно сега молитва пеам. Утеха нема ни на небо ни земја, болкава да ја сокрие. Шубаво ме подсети на море, на убавини, на Ова е преубавиот Охрид. на преубавиот наш Охрид. Да. Многу. Езеро во случајов, значи не море, Да. ама секогаш Може, вода. Вода си е вода. На наше море. Па колку е големо Охридско езеро, баш е како море. Брик, ти си наред со твоите прашања, пукај. Мене едно врабче ми кажа дека сте се запознале така во студентските денови во автобус према Битола. Дали се сеќаваш дека еднаш се возевме во Сакам да автобус? раскажам.
Шо зборам? Леле! Извини, Врапчево, која е? Сега Не кажу. сум ја изненадена. Сакам да знам кој Да, е многу Врапче. патува в Битола Кавадарци, Да, а јас Нели, учев мислам таму, дека се меѓутоа- враќав од да, јас мислам дека се Значи, вие враќав. уствари се знаете, а не се Ама тоа знаете. многу долго, пред многу долго време било. Од одамна. Да, јас мислам сигурно. дека патував од Струмица за Битола или патував од Битола за Охрид, веројатно на некое свирење. Ама со автобус патував, со контрабас од Голе, Транскоп. со Транскоп, Не да. знаеш од кај Немало се како да качувавме? си да го утнеш, Од Дрено- Наташа. Нема шанси. Со- Од Дреново се качувавме, немавме линија од не, Кавадарци. да, Татко ми мислам мораше дека да ме така. носи на некои, не знам, десетина километри за да се качам на автобус за Битола. Или па да, значи така И тоа пратим ја го, го ти патам така. последниот. Јас пеам, јас свирам, а добро и така со тогашната група Багаж. со багаж пеам, а јас знам групата добро и така да, така се окей, се видам. Добро е. Гледаш. Преска која се поздравивме, јас сум Ти бил, со знам. Врапчињава, Леле, сомнителен си ми. кај ги ископа овие? Сега со чет информации? GPT се вади секакви информации. Една информација што слушнав дека и чет GPT, односно Artificial вештачката интелигенција, и таа веќе се научила да лаже. Се смеев. Например, ако прашаш Немој затоа што последно во видео, тоест ново во Аха. видео што го правиме AI. така, Нешто ново и различно. не, вика кој е моментален председател на Хрватска, например. Сосема друго, Стипе Месич го вади или не знам Е, кој. па со стари информации. Со значи. стари информации. Добро. О, ја Така често да- си така правам да ова, знае да лаже. Си прамува, бе, да, си го прашувам. Си прашуваме сите Да, некој да, цело, чат пат. мислам, често си прашувам, да. Се за ова Кажи ми и за за ова, автобусот кажи што ми за знае. она. За автобус А, знае. за автобусот ако знае. А мене не ме знаеше до пред малку. Која е вика таа? Брик, немаме време за следно прашање. Да, пејачка е, да. Да. Овде одиме со кратки реклами, па се враќаме назад со последното прашање за вечера. И па да, и за време на реклами ни се прават овде убави разговори, кој од каде, како, наоѓаме врски, спојки, се изнајдовме од милион страни. На крај она прашање кое што секогаш си го поставувам, нели така ми се вика и емисијата фидбек, односно кој е фидбекот што го добивате од тоа што го работите и од тоа што сте вие? Може и дамата прва. Апсолутно. Па преска нели кажав, најголем фидбек е тоа поздравување од публиката. Јас сега конкретно за работава што ја работам е тоа поздравување, тие овации, нели после настап имате седење од маса на маса, се смеам, викам така као е. некоја невеста сум од маса на маса, али убаво е тоа запознавање, такви пријатели сум стекнала низ државава и за мене тоа е најголемо богатство и за мене најголем фидбек за тоа што го работам, дефинитивно. И тие убави емоции и после тоа уште еден настап и после кога ќе те викнат па и на некоја нивна семејна и приватна забава, значи за мене поголем фидбек нема. Значи тоа е на добар тука си пат ја сум, гледаш, тоа што да, го и правам. вредноста своја, така да, е. дефинитивно. Оливер? Па, добро, ова е музиката е професија која што не е професија всушност, тоа е како едно поклон, Љубов, да, баш како што љубов. кажавме, едно поклоние кое што ти не го избираш, него ти си дел од тоа и навистина е тешко за носење, тешко е за да се тоа прави цело време, но најчесто е многу радост, се поврзува со многу радост, со многу познанства, со многу луѓе кои што носат нови искуства, со музицирање со нови луѓе на сцена и најголемата благост, најголемот поклон е кој ќе излезеш на сцена во тие 2 сат, 2, 3, ти не мислиш на ништо друго, на ништо, не постои ништо Не друго на постои ништо, светот, така, се слушам. освен твојата порака, твојата музика која што далеку некаде таму одекнува и е всушност целата твоја акумулирана енергија, целата твоја љубов, благост, таа некаде длабоко, твоите ноти некаде многу далеку одекнуваат. Убава професија си имате и треба да си ја негувате. Ние си имаме наши пријатели, спонзори, ќе ви подарам, може вака меѓу вас да си седнам. Да, секако. Прво да ви подарам прво на дамата, поведе, ова се од нашите спонзори Лариф, односно од Саманта, поведе Heroic Man, Фала гледаш, ти. херојот. Ела, Вака да ме гушнам. Муа.
Ти благодарим. Херои за еден ден. Благодарам многу што Многу бевте ти дел од благодарим. фидбек. Секогаш ми е драго, повторно ќе кажам, кога си имам вакви прекрасни гости, така да се гледаме во некоја наредна прилика, се гледаме низ градов, се гледаме на свирки, на журки, на настапи. Така да тоа е тоа. Овде кажуваме чао на нашите гледачи. Здрави сите. Следна Чао, сабота да сте здрави, 19:15 живи. повторно на Телма телевизија. Да.